Приказни од тајната градина. Тајната градина. Глава 2. Мери во Јоркшир. Тие пристигнаа во една многу долга стара куќа. Куќата изгледаше мрачно и непријателски однадвор. Внатре во куќата Мери се чувствуваше многу мала, во големиот ходник полн со сенки. Тие се качија по скалите горе. На Мери беше покажана една соба во која што беше топло и имаше храна на масата. Ова е твојата соба, и рече господјата Медлок. Оди во твојот кревет откако ќе вечераш. И запомни, мора да останеш во твојата соба. И запомни, господин Крејвен не сака да се шеташ по куќата. Кога се разбуди следното утро, Мери виде една млада слугинка како го чисти огништето. Собата изгледаше мрачно и поприлично чудно, со слики од кучиња, коњи и господи по зидовите. Секако, ова не беше детска соба. Од прозорецот не можеше да види дрва или куќи, само дива земја која што изгледаше како едно пурпурно море. Која си ти? Ја праша слугинката ладно. Марта, господице, одговори слугинката со насмевка. А што е тоа надвор? Продолжи Мери. Тоа е пустелијата, се смееше Марта. Дали ти се допаѓа? Не, одговори Мери веднаш, ја мразам. Тоа е затоа што не ја познаваш, ќе ти се допадне. Јас многу ја сакам. Многу е убаво во пролет и лето кога има цвеќиња. Тие секогаш мирисаат многу убаво. Воздухот е свеж, а птиците пеат многу убаво. Јас никогаш не би ја напуштила пустелијата. Мери се осеќаше многу лошо расположена. Ти си чудна слугинка, рече таа. Во Индија не разговаравме со слугите. Им дававме наредби, а тие слушаа. И тоа е тоа. Марта не ја свати Мери многу сериозно. Знам дека зборува многу, се смееше таа. Дали ти ќе бидеш мојата слугинка? Праша Мери. Па не баш. Јас работам за господјата Медлок. Јас ќе ја чистам твојата соба и ќе ти носам храна. Но ти немаш потреба од слугинка освен за тие работи. Но кој ќе ме облекува? Марта престана да чисти и изјапаше во Мери. Не можеш сама да се облечеш? Праша шокирано. Што мислиш? Не можам да разберам што ми викаш. Извинете, заборавив, сите ние зборуваме со еден јоркширски дијалект овде, но ти секако не ме разбираш. Сепак, зарем не можеш да се облечеш сама? Сепак мислам дека треба самата да се облечеш. Мајка ми вика дека луѓето треба секогаш да се грижат самите за себе, освен ако не се премногу богати или важни. Малата господица Мери беше бесна на Марта. Ево Индија е поинако од каде што јас доаѓам. Ти не знаеш ништо за Индија, ниту за слугите, ниту било што друго. Ти... Таа не можеше да објасни што мисли. Одеднаш се осети многу збунето и осамено. Таа се фрли во креветот и почна силно да плаче. Ау! Немој да плачеш така. Многу ми е жал, во право си. Не знам ништо, ама баш ништо. Те молам, ајде престани да плачеш. Таа звучеше љубезно и пријателски, а Мери за кратко време се осети подобро и престана да плаче. Марта продолжи да кажува додека го заврши чистењето, но Мери гледаше надвор преку прозорецот и се преправаше дека не слуша. Јас имам 11 браќа и сестри, знаеш, господице? Немаме многу пари во нашата куќа, а тие секогаш јадат многу храна. Мајка ми вика дека свежиот воздух од пустелијата ги прави секогаш гладни. Мојот брат Дикон секогаш е надвор во пустелијата. Тој има 12 години и има конј со кој што јава понекогаш. Каде го најде? Праша Мери. Таа од секогаш сакаше да има свое животно
и почна да се интересира за Дикон. Ох, тоа е див конј, но тоа е многу љубезно дете и животните го сакаат него, кога ќе го видат. Сега мора да доручкуваш, господице. Ајде, седни на масата. Не сакам, рече Мери. Не сум гладна. Што? Викна Марта. Моите браќа и сестри би го зиселе сето ова за 5 минути. Зошто? Праша Мери студено. Зошто тие не добиваат доволно храна и секогаш се гладни. Ете зошто. Ти си многу среќна што имаш храна, господица Мери. Мери не рече ништо, но испи малку од чајот и изеде малку од лебот. Сега облечи го твојот капут и оди надвор да си играш, би било добро да бидеш на свеж воздух. Мери гледаше надвор во сивото небо. Зошто би било добро да одам надвор на ваков ден? Па нема што да се игра надвор, така ли? Но на крајот се сложи со Марта. Но кој ќе оди со мене? Праша Мери. Марта гледаше зачудено во Мери. Никој. Ти ќе научиш да си играш самата. Дикон си игра самиот во пустелијата со дивите птици, овци и другите животни. Потоа Марта ја гледаше за момент. Можеби не би требало да ти кажам, но една иззидана градина е заклучена. Никој не беше во незе 10 години. Таа беше градината на господја Крејвен и кога таа умре ненадејно господинот Крејвен, ја заклучи и го закопа клучот. Ох, морам да одам, господја Медлок звони по мене. Мери се симна долу по скалите и излезе надвор, па се шеташе низ големите празни градини. Многу од овошните зеленчуковите градини беа во зидови околу нив, но не беа заклучени. Таа виде и еден стар човек како копа во една од зеленчуковите градини, но тој изгледаше намуртено и непријателски и таа се оддалечи од него. Колку грдо изгледа се во зима, си помисли. Но во што е мистеријата со заклучената градина? Зошто мојот чичко го закопал клучот? Ако ја сакал својата жена, зошто ја мрази незината градина? Може би никогаш нема да дознам. Предпоставувам дека нема да му се допаднам ако некој ден го сретнам. И тој нема да ми се допадне и нема да се осудам да го прашам. Токму тогаш таа примети една птица како пее на дрвото на другата страна од зидот. Мислам дека тоа е дрво од тајната градина, си рече во себе си. Тука зидот е многу висок и нема пат за внатре. Се врати назад на местото каде што градинарот копаше и почна да зборува со него. Најпрво тој одговори нељубезно, но одеднаш птицата слета блиску до нив и стариот човек се насмеа. Изгледаше како друга личност тогаш и Мери си помисли колку пријатно изгледаат луѓето кога се смеат. Градинарот зборуваше нежно со птицата и убавата малечка птица скокна на земјата блиску до нив. Таа е мојот пријател, рече стариот човек. Нема други птици во градината, така што таа е малку осамена. Стариот човек зборуваше со строг и окширски дијалект, па Мери го слушаше внимателно за да го разбере. Таа ја гледаше натажено птицата. И јас сум осамена, рече таа. Никогаш порано не направила вакво нешто. Како се викаш? Го праша градинарот. Се викам Бен. И јас сум осамен. Птицата ми е единствениот пријател како што гледаш. Луѓето од Јокшир секогаш го кажуваат тоа што го мислат, а стариот Бен беше јокширски човек од пустелијата. Ние сме исто како вас, и рече тој на Мери. Не сме многу убави за гледање и сме многу незгодни. Каде го најде? Праша Мери. Таа од Никој претходно не е рекол такво нешто на Мери. Толку ли сум грда и непријатна како Бен? Се прашуваше.
Одеднаш птицата слета на дрвото блиску до Мери и почна да пее. Бен се насмеа гласно. Па, рече тој, таа сака да ти биде пријател. Ох, ќе сакаш ли, те молам, да ми бидеш пријател? Шепотеше таа на птицата. Таа зборуваше со еден мил и тиво глас и стариот Бен ја гледаше изненадено. Звучиш како Дикон кога зборува со животните од пустелијата. Го знаеш ли Дикон? Го праша Мери. Но баш тогаш птицата одлета. Ох, изгледа летна во градината без врата. Те молам, Бен, како можам да влезам внатре? Бен престана да се смее и ги собра неговите лопати. Не можеш, и тоа е се. Тоа не е твоја работа. Никој не може да ја најде вратата. Бегај од тука и играј си, може ли? Јас морам да продолжам со работа. И тој си замина. Не рече дури ни пријатно. Го знаеш ли Дикон? Го праша Мери. Во следните неколку дена Мери скоро цело време го поминуваше во градините. Свежиот воздух од пустелијата и го зголеми апетитот за храна, и таа од ден на ден стануваше подсврста и поздрава. Еден ден таа повторно го забележа Славејчето. Славејчето беше на врвот од зидот и пееше на Мери. Добро утро, нели е забавно? Дојди по овој пат, како да сакаше да ја каже, додека скокаше сама под зидот. Мери почна да се смее додека танцуваше позади птицата. Знам дека тајната градина е на другата страна од овој зид, си помисли возбудено. И дека Славејчето живее тука. Но каде е вратата? Таа вечер ја замоли Марта да остане. Изборуваше со незе блиску до огнот после вечерата. Тие го слушаа ветерот како дува околу старата куќа, но собата беше топла и удобна. Мери имаше само една идеја во незината глава. Кажи ми за тајната градина, рече таа. Па добро, тогаш, иако не се согласувам да зборувам за тоа, знаеш. Тоа беше омилената градина на господјата и господинот Крејвен, и тие сами се грижеа за неа. Поминуваа многу време таму читајќи и зборувајќи. Беа многу среќни тогаш. Седеа на една гранка од едно големо дрво. Но еднаш гранката се скрши и таа падна. Беше многу лошо повредена и следниот ден умре. Затоа тој ја мрази градината толку многу и не дозволува никој да влезе внатре. Колку тажно, рече Мери, утриот господин Крејвен. Тоа беше прв пат Мери да осети сожалување за некого. Токму тогаш, додека го слушаше ветерот надвор, таа слушна и друга врева од куќата. Дали слушаш детски плач? Ја праша Марта. Марта изгледаше збунето. Па не, одговори. Мислам дека тоа е ветерот. Но во тој момент ветерот ја отвори вратата и тие го слушнаа плачењето многу јасно. Ти реков, викаше Мери. Одеднаш Марта ја затвори вратата. Тоа беше ветерот. Но таа не зборуваше како што зборуваше вообичаено и Мери не ја поверува. Следниот ден беше дождливо и Мери не излезе надвор, туку реши да прошета по куќата, гледајќи некои од стотината соби за кои и кажа господјата Медлок. Го помина утрото влегувајќи во темните тивки соби, кои беа полни со стар мебел и стари слики. Никаде не сретна слуги и се враќаше назад во незината соба за ручек, кога одеднаш слушна плач. Истиот плач што го слушна минатата ноќ, си помисли. Му тогаш домаќинката на куќата, господјата Медлок, се појави со клуч во незината рака. Што правиш? Ја праша налутено. Си изгубив. Не знаев по кој пат да одам. И тогаш слушнав плач, одговори Мери.
Не си слушнала ништо и оди назад во твојата соба. И ако не останеш таму, ќе те заклучам. Мери ја мразеше господјата Медлок поради ова. Тоа беше нечиво плачење, знам дека беше, но ќе дознаам и тоа наскоро. И така Мери почна да ужива што беше во Јоркшир.